Ова е 5-ти месец како кампуваме, односно ја подигнуваме на некој начин јавната свест за постоењето на лицата со посебни потреби и воедно ги бараме правата на лицата со посебни потреби, односно изедначување на правата на лицата со посебни потреби. Значи, со нашите барања се запознати сите ресорсни министерства, имавме работни групи во делот на Министерството за труд и социјална политика, се покренаа некои работи, значи се ставија некои од нашите барања на маса, почна да се разговара за нив, се дадоа некој предлог закони по брза постапка. Меѓутоа, не сме задоволни. Брза постапка за донесување закони за лицата со посебни потреби не треба да има. Тука сме ќе бидеме во собранието, во комисиските групи каде што ќе се расправа за тие закони и све додека не бидеме задоволни од дополнувањето на тие закони, нема да ги пуштиме да одат во собрание. Министерството за образование имавме само една средба, да речем, не беше тоа некоја работна средба, повеќе беше запознавање со нашите барања, се уште нема ништо. Кампот што го правевме во јуни, односно да речем забавата за децата на 10 јуни, која символично представуваше завршување на учебната година, сакавме да кажеме дека многу брзо ќе дојде 1 септември и еве го дојде. Немаме ништо, немаме персонални асистенти, нема никакви измени во образованието. Немаме време, нема да пропуштиме уште една учебна година. Значи ова ќе биде последен кап од ваков тип. Од 1 септември ние со децата ќе одиме пред ресорсните министерства. Значи се најавија персонални асистенти, не се кажа моделот на кој ќе се работи. Треба обука за тие персонални асистенти, кога ќе се обучуваат, кога ќе почнат со децата да одат во училиште. Министерството за здравство исто така. Ретките болести се на граница со лекарствата, значи има недостаток на лекови. Знаеме дека се во животно загрозувачка состојба. Се решаваат проблемите парцијално. Значи немаат луѓето лекови. Можеме да кажеме дека за овие 5 месеци скоро ништо не е направено. Направено е многу малку, единствено од Министерството за труд и социјална политика. Веќе нема да кампуваме, ќе се собираме пред ресорните министерства, ќе ги пречекуваме министрите и ќе ги испраќаме. Значи заедно со нашите деца, затоа што немаме кај да ги оставаме. Го повикуваме премиерот Зоран Заев, затоа што до сега не најде време да не посети или да не повика, да дојде да му ги кажеме проблемите. Не знаеме дали му ги пренесли или не, за ние лично да му кажеме и проблемите и некои од решенијата за тие проблеми. Значи, најбитна стратегија, јас ќе кажам за родителите кои што веќе се стари. Значи, нивните деца се остарени, родителите се веќе баби и дедовци. Значи, што ќе биде, нема стратегија, што ќе биде со нашите деца после нашата смрт. Значи, тоа е страшно нешто. Тоа е, луѓето не можат веќе, немам зборови, значи, тоа е само да се види во каква ситуација се постарите деца и постарите родители. Значи, мора да се направи стратегија што ќе биде со нашите деца после нас и со нашите имоти после нас. Ние понудивме што да се направи во тој контекст, меѓутоа се уште ништо на таа тема. Конечно би требало тој закон да се донесе заедно во соработка со нас, за барем мирно да умреме. Немаме живот, живееме под стрес, се плашиме секој ден како ќе помине. Значи, и што е најважно, не го оптеретува буџетот тој закон. Исто нашиот соборец ќе каже. Значи, јас прво работам, значи, приоритетни точки се, многу битен факт е, што 1 септември, пример, имаме ние училиште за слепи лица, кој има многу постигнато значителни услови. Нажал, тоа училиште нема спортска сала или, да речем, категорија на хендикепирани, поливалентна сала. Веруете, заедно сите родители како организација 5 до 12 издружение на граѓани кои што сите членуваме, сакаме да поканам целата меѓународна јавност пред да каже како ќе не прими во Европската унија, ајде да ги погледнеме условите, дали се спроведени во Македонија, како образованието, како спортската сала за лицата со оштен вид, како еве еден пример, синдикатот како иницијативата ќе застанеме заедно со рамо до рамо со градоначалникот да заедно понудиме поддршка, бидејќи веќе во Македонска Каменица имаме најсовремен центар кој е инвестирано 11 милиони денари, кој е капацитет за 60 деца,
Министерството за труд и социјална политика, господјата Мила Царевска, нека да изнајди решение или четворица луѓе кои би работеле, кои би дале подршка на тие деца со посебни потреби. Ја се прашувам дали ние треба да функционираме во едно општество каде што треба да бидеме заборавени или да бидеме третирани како слепо црево, или поточно министерствата или институциите да не шетат како пинг-понско топче. Време е, господине Зоран Заев, и вие бевте како нас, кои повикувавте ајде граѓани, еве сега, заедно со господине Заев и еден ден и вие бевте од оваа страна како ние што сме денеска, подсетете се и разбудете се. Ние сме тука, сретнете се со нас. Ви благодарам.